Платите растат за повеќе од 11%, истакна денес премиерот Христија Мицкоски. Тој вели дека ова не е доволно и е дециден дека просечната плата треба да биде уште поголема. Додава дека владата продолжува со напори за дополнителен раст на платите и подобрување на животниот стандард. Рече дека целта е да се испорача тоа што граѓаните го очекуваат од нив. Шпекулираат, конструираат и креираат невистини, друго ништо не можат да сработат. И токму затоа таква е состојбата во опозицијата и токму затоа народот ја изгуби довербата во нив и нормално ние како влада продолжуваме понатаму да работиме за уште повисоки примања на работниците, затоа што тоа е наша цел да испорачаме тоа што граѓаните од нас очекуваат. Премиери, имате ли досега некаков одговор добиен од Бугарија во однос на предлог за заедничката резолуција во Европскиот парламент? Не. Никаков одговор? Не. За интерпелацијата на јавниот обвинител спомнавте и вчера, дали очекувате денеска документ? Па да почекаме да видиме како ќе биде гласањето во парламентот. Многу кратко од сега ќе дознаеме како ќе биде исходот. Премиера, во однос на темата дали како влада размислуваат инвестиции во училишните спортски сали. И претходно бидејќи имате најавено нешто такво, дали... Да, во моментот, ако не се лажаме, при крај тендерската постапка за 15 на училишни спортски сали за реконструкција, инвеститор, во 14 општини. Инаку според податоците на Државниот завод за статистика, просечната месечна исплатена бруто плата по вработен во мај 2025 година изнесува 68.859 денари. Во мај 2025 година во однос на мај 2024 година, просечната месечна исплатена бруто плата по вработен е повисока за 11%. Ваквото зголемување се должи пред се на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто плата по вработен во секторите финансиски дејности, дејности на осигурување за 24,2%, образование за 14,6% и трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли за 14,5%.